со кои што ќе разговараме и ќе ги представиме и нова можност за заедничко комуницирање. Ви посакувам срдечно добре дојдество, напомена дека денешната тема повторно ќе ја посветиме на инвитро фертилизацијата или ИВФ постапката, која што со најголема процентност на успешност се спроведува во специјалната болница за гинекологија, акушерство, плодност од Битола, која што воедно е ИВФ центар за асистирана хумана репродукција. До сега многу пати зборувавме од аспект на гинеколозите акушери за ИВФ постапката, зборувавме со медицинските сестри кои што се дел од таа алка и синџир за успешност на оваа постапка, но не помалку важно, исклучително важно е улогата на биолозите ембриолози кои што работат во плодност Битола. Токму денеска оттаму имаме дури двајца гости кои што работат на оваа проблематика и со кои многу детали пред се интересни и практични ќе ви презентираме во продолжение. Останете да откриете кои се гостите и што имаат тие да ви порачаат. Започнуваме со постапка на вонтелесно оплодување или инвитро фертилизација. Инсистирам и двајцата партнери да бидат здрави и ментално силни. За да се зачне здраво дете, и двата родители мора да имаат силен имун систем. Затоа го препорачувам Г132 црвено пакување, најдобриот антиоксиданс кој е одличен имуностимулатор и имуномодулатор. Мислете на иднината и вашите поколенија и користете формулата на здравието Г132. Зборувајќи за специјалната болница Плодност од Битола, да напоменам дека тимот на оваа болница секојдневно е достапен на 047 208 880, а можете да ги контактирате за сите ваши прашања, закажување термини и недоумици доколку ги имате на www.plodnost.mk. Токму со болницата Плодност од Битола денеска ќе обработиме темата улогата на ембриолозите во ИВФ или инвитро постапката, тема која што сме обработувале, но денешниот аспект ќе биде уникатен и за прв пат ќе го слушнете во Фактор здравје. Веќе најавив двајца биолози, ембриолози денеска се гости во Фактор здравје и токму од тимот на болницата Плодност од Битола денеска само за вас специјално од Битола допатуваа од мојата десна страна првенствено господинот Николче Огненовски, се извинувам, и господинот Горан Стефановски. Добар ден и добро дојдовте во Фактор здравје. Добар ден, добро најдовме. Како сте? Како патувавте? Супер, така попатувам. Ке зборуваме денеска за инвитро постапката, реков јас, но од ваш стручен аспект како биолози, ембриолози, луѓе кои што се одговорни и кои што зад затворени врати, би рекол, работат за успешен исход на сите оние парови кои што имаат проблем со зачнувањето и со лекувањето на неплодноста и општо стерилитетот. Оттаму, за да ја доближиме вашата специјалност и стручност, да објасниме кога почнува вашата работа во процесот на инвитро постапката и што всушност опфаќа вашиот дел од работата. Добар ден. Прво да ви се заблагодариме за поканата во Фактор здравје. Нашата улога започнува од моментот кога докторот ќе ја спреми пациентката за постапката на инвитро фертилизација. Значи, пред постапката на инвитро фертилизација постои одредена припрема која гинекологот ја спрема самата пациентка. Потоа, значи, нашата улога започнува со процесот на аспирација на фоликули. Кога ќе почне аспирацијата на фоликули, ние сме тие што ги прифаќаме јајните клетки и се грижиме за нивното здравје, да речем, на јајните клетки. После тоа го упатуваме сопругот по пат на мастурбација да остави семен материјал. Ние се грижиме, значи, за виталноста на сперматозоидите и за јајните клетки и сме одговорни за нивно спојување, правење на ембриони, па од која ќе се формираат ембрионите, за нивно култивирање, начинот на чување на ембрионите, се и учествуваме активно во процесот на евалуација, тоа е во оценувањето на ембрионите и одлучуваме селекцијата и одлучуваме кои ембриони ќе бидат вратени во матката на жената. За да бидеме појасно сватени уште еден деликатен, би рекол, и специфичен аспект од вашата работа е да објасниме дека тоа оплодување или спојување на семенскиот материјал сперматозоидите од кај мажот и јајцеклетките од кај жената се прави вонтелесно, инвитро. Во какви услови уште еднаш може тоа да го кажеме или премиерно вие како го работите? Какви се тие услови, што треба да биде исполнето за да дојде до нивно спојување или оплодување? Па тоа се контролирани услови под кои ние го правиме тоа оплодување. Првенствено треба да се сетира лабораторијата, значи да има одредени услови кои треба да се исполнат за тие да имаат свој раст и развој. Па потоа од кога ќе знаеме дека има добри услови
за раст и развој на ембрионите. После аспирацијата, значи од кога ќе ги колектираме јајните клетки, постојат неколку начини, тоест два начини на оплодување. Едниот е класично инвитро оплодување, каде што во обична Петриева шолја се ставаат јајните клетки. Претходно семенскиот материјал се прочистува од семинална плазма, значи се добиваат само брзите сперматозоиди кои Или квалитетните, сигурно. Да, квалитетните сперматозоиди и се оставаат во таа Петриева шолја самите тие да го извршат оплодувањето. Доколку имаме проблем, значи имаме машки фактор на стерилитет, значи имаме намалена подвижност, намален морфолошки изглед на сперматозоидите, тогаш се применува така наречената ICSI метода или интрацитоплазматична спермално вбризгување на сперматозоидите, со тоа што се селектира од наша страна. Тука иди најпоќе до израз улогата на ембриологот, значи да одбери правилен сперматозоид, значи морфолошки добар сперматозоид, со тоа што се зема еден сперматозоид, се чисти јајната клетка, бидејќи јајната клетка во принцип иди во комплекс. Значи има јајна клетка со кумулусни клетки, тие кумулусни клетки мора да се исчистат со цел да се визуализираат на микроскоп, па од кога ќе се визуализираат на микроскоп, тогаш значи со тоа се работи под посебни микроскопи со големо зголемување, на кои микроскопи има инсталирано микроманипулација. Значи тоа се игли со кои ние ги манипулираме гаметите, јајните клетки и сперматозоидите. Кога ќе ги исчистиме јајните клетки, со една страна ја држиме јајната клетка, во другата пипета веќе имаме претходно подготвен сперматозоид, ги вбризгуваме внатре во јајната клетка, после 18 до 24 часа гледаме дали тоа оплодување се извршило. Значи не секоја јајна клетка е спремна за оплодување, значи мора да има одредени услови кои таа треба да ги исполнува за да може да биде оплодена и не секоја зрела јајна клетка стигнува да направи ембрион. Од кога ќе се направи ембрионот, ние ги култивираме или се грижиме за нив во зависност кога треба да се направи ембриотрансферот, дали 2, 3, 5 дена во лабораторија, па после тоа според нивниот квалитет одлучуваме кој ембрион ќе биде вратен натре во матката на жената. Пред да вие накратко го објасните целиот тој процес што вие работите, но би сакал подетално да се задржиме, го споменавте машкиот фактор како причина за неплодност или стерилитет. Првиот индикатор чинам дека и метода при која се открива е правењето спермограм. Дали тоа се препорачува само кај мажи чии што жени или парови, заедно партнери, се иницира или има индикација за инвитро фертилизација или сите мажи над одредена возраст треба да направат спермограм? Најчесто пациентите кои што имаат проблем од страна на фертилизација доаѓаат за да направат спермограм, односно да се утврди нивната плодност. Меѓутоа, јас би препорачал сите возрастни мажи. Има ли некоја граница од кога вие тоа го препорачувате? Од кога? Тоа би било можда во моментот наполнување на полнолетство. Во тој случај би ја исконтролирале својата семена течност и би се утврдило нивниот потенцијал за фертилизација. Во тој случај би имале некоја индикација дали спермограмот е нормален или има некои критични точки. Доколку би постоеле критични точки, има можност на чистиот тој пациент да ја замрзни својата сперма и да ја искористи во понатамошниот живот. Како поквалитетна ако била во тој период? Не како поквалитетна, меѓутоа постои можност да се наруши уште повеќе здравјето на спермата. Значи во тој случај добиваме сперма која што е замрзната и може да стои со години. Во моментот кога ќе има потреба пациентот, он може да си ја подигне и да се изврши оплодување со истата таа сперма. Сакавте нешто да кажете? Значи, тоа е само да се има некоја дата на податоци во кои пациентот доколку има некој проблем во помлади години, значи да се има своја информација дека тој има некој проблем и дека треба навремено да го решава. Не да дојде момент кога тоа ќе биде веќе касно. Ги споменавте јајце клетките, прифаќањето и нивната аспирација на фоликули. Тогаш започнува нашата дејност во лабораторија.
Кога Зборот ми беше само да се надоврзам на тоа што го спомена вашиот колега Огненовски во однос на спермата и квалитетот. Не секој маж кој што има одреден проблем или како што споменавте треба да ја замрзне под гаранција, значи дека тој треба во животот да направи инвитро фертилизација со својата партнерка како начин на оплодување, туку напротив. Значи квалитетот на сперматозоидите првенствено се гледа во нивниот број, подвижноста и морфолошкиот изглед. Но не значи дека ако е се во ред, тој може да направи, да стигне до бременост. Имаме парови каде што имаме нормален спермограм, а не сме постигнале бременост. Значи тоа се така наречени идиопатски стерилитети, доколку нормално и кај жената немаме никој проблем. Од непознати причинители. Непознати причини. Тогаш се препорачуваат пред да се стигне, бидејќи инвитро фертилизацијата е крајна дестинација за пациентите кои се соочуваат со проблемот на инфертилност, така да пред да се направи инвитро фертилизација се применуваат некои други техники, некои класични методи или пак инсеминации пред да се стигне до бременост, но доколку не стигне до бременост, не стигнат до бременост пациентите, се применува инвитро фертилизацијата. Се сеќавам дека кога вашите две медицински сестри колешки од плодност беа пред 2 седмици овде во Фактор здравје, рекоа дека расположението и нивото на позитивна енергија е многу важно за сите партнери кои што се во процес на инвитро фертилизација или инвитро постапка. Која е вашата улога? Како вие ги охрабрувате? Покрај оној стручен дел сигурно дека комуницирате со двајцата партнери при секој обид кога се случува инвитро постапка. Значи, партнерите доаѓаат кај нас во таква стресна ситуација, мислејќи на исходот што ќе се случи од постапката. Меѓутоа, јас им препорачувам тоа да им биде како некоја рутина, како да доаѓаат на автобуска, буквално. И да Значи, секојдневно рутински, со цел како психички би се растеретиле, да немаат психички проблеми, со тоа би олесниле и нашата работа, а воедно и нивната. Крајниот исход би бил сигурно попозитивен. Сигурно на другите. Да, од аспектите дека секој пар или секој партнери двајца се посебно приказна, би рекол, и пристапот е индивидуален од ваша страна. Мора да напоменам дека за да имате успешна инвитро лабораторија или успешна инвитро центар, првенствено мора тимот кој се занимава со таа проблематика да биде добро екипиран, добро да се разбира меѓу себе и да има голема позитивна енергија и да има желба да помага на паровите. Ние во болницата плодност тоа го имаме и секојдневно работиме на, како да би рекле, team building, значи нон-стоп ние работиме на принципот на смеење, значи да бидеме позитивни со пациентите, комуникацијата меѓу нас е на завидно ниво. Ме интересира кога рековте се вади семенскиот материјал, кога мажот дава семенски материјал и кога ги вадите јајцеклетките од кај жената, дали веднаш тие во лабораториски услови посебно превенирани и посебно услови кои што се во лабораторијата ги подвргнувате или ставате во постапка на нивно спарување, односно примена на икси методата, или треба да одстојат одреден период за да вие понатаму настапите? Мора првенствено семенскиот материјал да биде обработен. Значи да се издвојат сперматозоидите кои би ги искористиле од сперматозоидите кои не ни се потребни во наводници во текот на таа постапка. Затоа постојат повеќе начини на кои се тие прочистуваат и така прочистени се искористуваат во инвитро постапката. Обично тоа оди негде околу 3 до 4 часа од кога ќе се извадат јајните клетки. Сперматозоидите немаат толку побарување, да речам, за средината во која обстојува, значи можат на собна температура да седат повеќе време. Има случаи значи, кога се намалува подвижноста. Да, подвижноста научно би требало да почне да се намалува после 8-миот час од ејакулацијата, но имаме случаи каде што и после 2 дена имаме добар квалитет на сперматозоиди. Сакавте нешто да напоменете? Да, ви благодарам тогаш јас тука на првиот дел од разговорот, бидејќи сакам да ги потсетам гледачите дека и тие се добродојдени денеска во Фактор здравје да постават прашање на еден од двата понудени телефонски броеви 6091-924 и 6091-925 во однос на денешната тема на која што гостини се представници од болницата Плодност од Битола, господинот Николче Огненовски и господинот Горан Стефановски, двајцата биолози ембриолози со кои што разговараме на тема улогата на ембриолозите во инвитро фертилизацијата или инвитро постапката.
Улогата на ембриологот во инвитро постапката е денешна тема со која што веа немираме во Фактор здравје, а оваа тема ја обработуваме со представници од специјалната болница за гинекологија, акушерство, плодност од Битола, воедно и ИВФ Центар за асистирана хумана репродукција. Гостите кои што денеска се само и само ваши се господата Николче Огненовски и господинот Горан Стефановски, двајцата специјалисти биолози и ембриолози. А јас да напоменам дека доколку имате прашање, слободно можете да се јавите на еден од двата понудени телефонски броја, кои што се на вашите мали екрани, а болницата Плодност од Битола секојдневно е достапна на нивната страница plodnost.mk, како и на директниот телефонски број 047 208 880. Зборувавме дека сперматозоидите се тие кои што се подвижни и кои што треба да ја оплодат јајцеклетката, но што е со случајот или случаите кога имате маж или партнер кој што има слаб семенски материјал? Како тогаш го решавате проблемот? Значи, во овој случај, во секој случај се работи методата ICSI со интрацитоплазматска спермална инекција. Доколку во семенскиот материјал постојат сперматозоиди, истите се колекционираат, се оценуваат истите и секогаш се оди на варијантата да се спои морфолошки најдобриот сперматозоид со морфолошки најдобрата јајна клетка. Ова го кажувам за случаевите кои енормно имаат слаб семенски материјал. Значи, постои надеж во секој случај, треба пациентите само да бидат стрпливи и упорни, вродило со плод. Многу луѓе ја завршиле својата работа на овој начин. А доколку имаме ситуација во која што имаме отсуство на сперматозоиди во спермалната течност, Значи ми такви случаи целосно да бидат отсутни. да бидат отсутни сперматозоидите во спермалната течност, тогаш пациентите хормонски се испитуваат со цел да се види дали нивните тестиси продуцираат сперматозоиди. Се гледа хормонскиот статус, доколку тој е нормален, значи имаме ситуација во која што поради одредени причини настапило зачепување на семените канали, значи сперматозоидите не се качуваат во ејакулатот, тогаш истите пациенти се изложуваат на хируршка интервенција во која што се вади дел од тестикуларното ткиво и истото се екстрахира со цел да се провери дали постојат сперматозоиди во истото. Значи микроскопски се прават препарати, се екстрахира ткивото и се проверува присуство или отсуство на сперматозоиди. Значи разговараме за зрели сперматозоиди кои што се наоѓаат во тестисите. Таа постапка се нарекува ТЕСЕ или тестикуларна спермална екстракција и се наоѓа и најчесто се употребува кај тие се единствените случаи каде што немаме сперматозоиди во ејакулатот и се употребува постапка. Дел од семенскиот материјал, доколку жената првенствено имаме аспирација на фоликули направено претходно, дел од тој материјал се употребува за оплодување на тие јајни клетки, а другиот материјал се крио презервира, значи се замрзнува. Оно што го кажа колегата, како квалитетен за поодредено време. За поодредено време. Во нашата лабораторија ние имаме принцип да го поделиме тој семенски материјал на 4 сламени единици, така ги викаме, со тоа што би имале ние 4 обиди понатаму за, значи да не се подвргнува пациентот секој пат кога правиме инвитро фертилизација да се подвргнува на истата таа хирушка постапка. Во позадина одат некои фотографии и видеа, ако сакате да ги прокоментирате или нешто да кажете, повелете. Во овој случај се работи за нормален ејакулат, односно сперма. Ова се сперматозоиди што мрдаат или се може движат. да видат гледачите како изгледа нормалната сперма. Значи битка помеѓу милиони сперматозоиди за еден да ја оплоди јајната клетка. Бидејќи го споменавте ова замрзнување на сперматозоидите, она што останува, има ли одреден рок колку смеат да бидат замрзнати овие сперматозоиди за да нивото и квалитетот биде како денот кога тоа било сторено? Научно нема рок на траење, бидејќи во денешно време се најдени и замрзнување, значи суво замрзнување и во Андите, кои успеало 2000 години, но од етички аспект ние ги чуваме околу 5 години, со тоа што доколку со истиот семенски материјал не успееме да направиме бременост, после третиот обид веќе сугерираме да има нова продукција, значи да замрзниме нов семенски материјал, бидејќи можно е во тој што сме го замрзнале да имаме некоја ДНК фрагментација во самите сперматозоиди, па
со нова продукција се надеваме дека би стигнале до успех. Уште нешто имаме на екраните, ако сакате да прокоментирате. Веќе мене лично ми е ова се ново и сакам повеќе да дознаам од вашата работа, она што го работите во лабораторија. Повелете. Да, во овој случај се работи икси постапката, значи ова е јајната клетка, тоа на 6 сатот се вика поларно тело. Ја држиме јајната клетка, во истиот момент од десната страна, значи се наоѓа икси пипетата, во која што е претходно припремен сперматозоидот, се врши уподување на јајната клетка со цел да се остави сперматозоидот во јајната клетка. На таков начин ние вештачки всушност го ставаме сперматозоидот во јајната клетка, нели природно Го треба влезгувате, сам да си нели? влезе во јајната клетка. И да оплодите се створи тој ембрион. Да, ова е во случаите кога е намалена можноста сперматозоидот да дојде до јајната клетка или кога имаме намален број на сперматозоиди или морфолошки не се добри или имаме слаба подвижност и така натаму. Мора да напоменам дека ние во нашата лабораторија работиме 100%, оваа постапка работиме 100%, ради тоа што оваа постапка е посигурна постапка, сме сигурни дека сме ставиле еден сперматозоид и е последна постапка која би се правила за пациентите и бидејќи е нешто најдобро што можеме да го направиме за пациентите, стално гледаме да го направиме најдоброто нешто и затоа ја применуваме оваа постапка во 100% од случаите. Независно дали имаме нормален спермограм или имаме намалена концентрација или морфологија или подвижност кај пациентите. За момент уште еднаш сакам да го потсетам телефонскиот број, односно двете линии кои што ви ги нуди Фактор здравје за да контактирате со нас, тоа се 6091-924 и 6091-925 во однос на денешната тема улогата на ембриолозите се извинувам во инвитро постапката, тема која што обработуваме со болницата Плодност од Битола, која што пак секојдневно ви стои на располагање на 047 208 880. Подсетување дека од тимот на Плодност од Битола денешни гости во Фактор здравје се Николче Огненовски и господинот Горан Стефановски, двајцата по специјалност биолози ембриолози. Бидејќи зборувавме дека сперматозоидите може да се замрзнат кога е слаб семенскиот материјал, што е со женските јајцеклетки? Дали тие може да се замрзнат, односно да се направи криофилизација? Благодарам. Секоја гамета или ембрион може да биде криофилизиран, тоест презервиран. Значи, зборуваме, може да се замрзнуваат сперматозоиди, тестикуларната екстракција може да се замрзни, јајни клетки може да се замрзнуваат и ембриони. Во нашата лабораторија ние ги замрзнуваме сите гамети и ембриони, со тоа што тие се презервираат за понатамошна употреба. Кај сперматозоидите се замрзнува доколку сопругот не е во можност во моментот на оплодување да биде присутен, па се замрзнуваат за да бидат искористени за постапката. Тестикуларната екстракција се замрзнува доколку имаме каде што во спермограмот немаме сперматозоиди, да нон-стоп да не правиме тестикуларна екстракција, се презервираат за понатамошна употреба. Имаме јавување, може да го слушнеме оне што не чека на линија, ќе се вратиме на вашиот одговор. Добар ден. Ало, добар ден. Мојата почит до вас и гостите. Благодарам, господја. Малце ми касни тонот, па се извинувам поради тоа. Таков ми е телевизорот. Само во слушалка слушајте не подобро. Молам? Велам, слушајте не во вашата телефонска слушалка. Поедноставна е комуникацијата, така? Клучена сум на нула, така е тонот, али не е битно. Би сакала само да прашам. Дали во Македонија имаме банка на сперматозиди? Благодарам за вашето прашање. Тоа е моето прашање. Да. И благодарам што не почестивте со ваше јавување. Заблагодарила и овој одговор ми е битен. Благодарам, господи, уште еднаш, секој е добро. Во Македонија не постои банка за сперма. Семениот материјал го набавуваме од европски банки. Значи, најчесто тоа се данските банки, European Sperm Bank, Krios, или соработуваме исто така со институтот ИВИ од Шпанија, кои се наши многу блиски пријатели. Оттаму го набавуваме семенскиот материјал. Иначе, банката за сперма е на голема институција која е многу тешко да се реализира, така да во Македонија се уште немаме банка за сперма, но има можност,
Ние тоа го работиме, значи со сперматозоиди кои се набавувани од европски банки. Така да И тоа сигурно во консултација, разговор со партнерката или партнерите. Така, постои комисија при Министерството за здравство за биомедицинско потпомогнато оплодување, во кое ние праќаме документација и тие одлучуваат по предметот дали таа постапка е дозволена или не. Кога ќе ја дозволат постапката за алогенеична, да речеме БПО, со донирани сперматозоиди, ние можеме да со донираните сперматозоиди да направиме инвитро фертилизација. Нормално сперматозоидите, тоест донорот се одбира според фенотипските карактеристики или според крвната група на партнерот, нели да личи на да одговара. Да го слушнеме и следното јавување. Добар ден. Добар ден и поздрав за емисијата и за ценетите гости. За едни од најдобрите ембриолози во Македонија и кој што се дел од тимот на доктор Таше. Значи, поздрав за почитуваните Горан и Николче. И сакам да се јавно заблагодарам што во самата постапка, еве со сопругата, јас сум Александар Михайловски од Пробиштип, со сопругата Даниела, поминавме една многу тешка фаза, значи, а во која што во самата постапка ни помогна многу, посебно од срце и благодарам, бидејќи на дело ја покажа својата стручност, компетентност во самата работа, воведување на нови техники, методи, значи сето тоа за да помогнеме, за да издржеме и на крајот да го добиеме нашиот резултат, нашата керкичка Мила, со која што е веќе резултат на оваа макотрпна борба што имавме, во која што и ценетите гости се задржа и објасни и низ кое што и дел и поминавме и затоа журналистка може да кажам само многу вакви клиники може само да бидат пример и да ги имаат вакви ембриолози за бидејќи со нивната работа допринеса да болницата понос се етаблира во една од најдобрите, а сето тоа го покажуваат со својата стручност и воведување секојпат на нови методи на работа. Благодарам, Александар, и чинам дека и предходно се имате јавено. Да, сакате да прокоментирате нешто? Благодарност до Александар и до неговата сопруга. Тоа е еден специфичен случај. Инаку по професија е колега наш Александар. Го поздравуваме и ние. Да, ова само докажува дека стручноста и она што го имате како знаење и искуство е резултат на најголемата процентност на успешност кој што ги имате во Македонија во однос на инвитро постапките и оплодувањето и решавањето на проблемот и со фертилизацијата, и со инфертилноста, и стерилитетот и можноста или неможноста одредени парови да имаат свое потомство. Сакам да ве прашам, бидејќи застанавме и зборувавме за замрзнувањето на яйцеклетките, нешто значи, може да се замрзнат и јајни клетки и ембриони. Прво ќе зборуваме за ембрионите. Значи во принцип ембрионите се замрзнуваат кога имаме при процесот на инвитро фертилизација имаме повеќе број на квалитетни ембриони. Во нашата лабораторија одиме на принцип само најквалитетните ембриони да бидат подвргнати на криофилизација или криопрезервирање, па доколку имаме повеќе од 2 ембриони кои би ги трансферирале во матката на жената, другите, третиот, четвртиот, петтиот или шестиот ембрион се замрзнуваат и се чуваат во нашата криобанка за понатамошна употреба. Да речеме дали ќе успеат со постапката или дај Боже успеваат па раѓаат дете па сакат второ бебе, значи само ќе се одмрзнат ембрионите и ќе бидат трансферирани во матката, нема да бидат пациентите подвргнати на целосната IVF постапка со стимулација и така натаму. Која што претходела на Да. добивање Што на тие се однесува квалитетни ембриони. до- Се извинувам, да. имаме уште еден гледач или гледачка ќе откриеме. Добар ден. Повелете и вие, добродојдени сте во Фактор здравје. Благодарам прво поздрав емисијата и темата со тоа што слабата едукација за некои од денешните проблеми кај младите не ги тера слугите да се јавуваат или претежно знаеш како странно тоа. А инаку се работи за нивно здравје превентивно, со тоа што самите треба да се потрудат за нивното здравје. Втората работа се знае.
сакам еден апел таму до вашите лекари, први за нив поздрав, со тоа што го имав и ја истиот проблем. Јас сум од Гевгелија Верч и беше констатирано као некои неправилности, со тоа што кај нас во нашата лабораторија овдека беше многу лош измерен резултатот, термограмот, покретни, непокретни, ја не знам што не се најде, со тоа што јас се мачев 10 години со некои си нивни глупости, сега не навлегувам директно во кој стручна компетентност, излезе као некој проблем, па токоферол, па не знам што, други некои работи. Јас си го најдов едноставно лекот и решението во една работа. И исто и овие што се лекарите би ги замолил едноставно да практикуваат природен лек, значи начин на лекување со природни витамини и етерични масла, со консумација. Има и во медот, тоа се вика млеч, со тоа што на пример зависи 90% од работата за, мислам, за исправен спермограм, зборам, со тоа што дали се работи тој човек во некои химикалии, дали работи под стрес, пошто стресот е више најголемиот Да, зборувавме токму за овој аспект, дека треба да се опуштени партнерите. Благодарам за вашата сугестија и за тоа што имавте можност да споделите со нас ваше лично искуство и мислење. И веднаш да го вклучиме и следното јавување. Добар ден. Ало, добар ден. Дали ме слушате? Повелете. Добро, ќе се навратиме на вас доколку сакате да се јавите и да се задржиме уште на криопрезервацијата на јајните клетки. Честа е сега употребата на таа метода ради тоа што нели модерната жена сака да ја пред се да ја поттурни малце својата репродуктивност старост, со тоа што или да ја одложи ако може, заради кариера или X причини други. Со тоа што значи се замрзнуваат јајните клетки во помлада возраст, па кога ќе одлучи да има репродукција, значи кога ќе одлучи да има свое бебе, јајните клетки се поквалитетни бидејќи се помлади. И тоа е чест случај во кај денешните жени и тоа го практикуваме ние во нашата болница плодност. И уште еднаш како заклучок или апел, она што го кажа и почитуваниот гледач од Гевгелија, дека стресот, опуштеноста, како контрадикторност или како противтежа на стресот, треба да биде карактеристика на сите оние партнери кои што влегуваат не само во процес на инвитро постапката, туку и општо, како зачнување и по природен или спонтан пат, тоа да им биде секојдневие и позитивната енергија, што и вие секако имате. Баш добро го кажавте. И она што сакам уште да го дадам како апел, дека сето она што денеска го зборувавме и во однос на испитувањата, дијагностичките процедури и методи, вашиот дел од работата и она што практично се случува кога се враќаат ембрионите во матката или кај жената, сето тоа го правите вие во болницата Плодност од Битола. Да, во болницата Плодност ние ги практикуваме сите возможни светски постапки кои се на маркетот и кои можат да се направат. Моментално сме во процес на реновирање на цела наша лабораторија. Иако старата лабораторија е добро сетирана и добро функционира, сепак мора од време на време да се направат некои измени, да го пратиме трендот на новитетите, така да сме во фаза на набавување на нова опрема, па се надеваме дека и со неја барем за 2 до 3% би ја зголемиле нашата успешност, иако се движиме во рамките на 50%, значи статистички сме негде околу 50% лидери сте, барем во Македонија. И тоа место сигурно не сакате да го отстапите. Не, фала. Ви благодарам многу за денешното гостување, што дојдовте од Битола, среќен пат назад и поздрав до колегите во Плодност. Фала уште еднаш за вашата покана. И се гледаме во некоја следна прилика. Поздрав и секое добро. Благодарам што денеска зборувавме во името на ембриолозите кои што работат и се дел од постапката на инвитро оплодување или инвитро фертилизација. Поздрав до вас за вашето ценето внимание и можноста повторно да се дружиме, веќе ви ја даваме утре. До тогаш пријатно.